Се зголемува притисокот врз Бугарија за омекнување на ставот за Македонија и отпочнување на преговори за членство во Европската унија. Следната недела во земјава доаѓа првиот човек на Европската комисија Антонио Кошта, а по него и комесарката за проширување Марта Кос. Според дипломатите, тие ќе се обидат да ја представат новата стратегија за проширување. Се очекува да ја споменат и можноста за придружно членство, нешто кое како предлог дојде од германскиот канцелар Мерц. Поранешниот амбасадор Љупчо Арсовски вели дека изедначувањето на Македонија со земји како Молдавија и Украина е непринципиелно. Македонија ги има исполнето сите обврски од Копенхашките критериуми и во целост е согласена дури и со надворешната и безбедносна политика на Европската унија. Според него ова е показател дека ние во целост ги поддржуваме европските политики, нешто што другите земји од регионот го немаат направено, а дел од нив веќе се и во фаза на преговори. Бидејќи се среќаваме повторно се среќаваме како во минатото, со услови, советувања и сето тоа, меѓутоа овој пат се фини премногу кога ќе дојде во еден ред на обврски што сме ги извршиле, а не сме добиле противтежат. Инаку Кошта беше конкретен и истравувањето на Македонија од можни нови уцени ги изнеси во Софија пред бугарските власти, така што многу работи ќе бидат појасни по неговата посета. Од друга страна, Германија има алатки да ја притисне Софија, особено сега кога земјата има стабилна влада. И тоа се очекува да се случи на самитот во Тивате у Западен Балкан. Јарсовски верува дека Германија ќе се обиде да влијае врз Бугарија и новата влада да направи некаков чекор во насока на поткривање на рампата за земјава. Многу тенко е како најава и многу несоодветно како најава на канцеларот на Германија за да бидеме посматрачи и разни форми кои се уште како форми не се усвоени и во самата унија. Додека не постојат различни периоди во реализацијата на тој предлог на германскиот канцелар, ние сме практично први, меѓу првите и први, а во моментот ние не можеме да ги почнеме преговорите и тоа е она што многу ја загрижува Унијата, бидејќи не ќе може тоа да го објасни дека заради едно билатерално прашање. Според Арсовски, во периодот што престои Европската унија мора да изнеде начин да ја усогласи политиката внатре за следните чекори на проширување. Смета дека прво треба да се договорат земјите членки дали ќе го укинат системот за одлуки со вето, па потоа да расправаат за другите теми.